Генералштабот на Македонија досега нема добиено покана да присуствува на најавениот состанок на Макрон за следната недела во Париз, со началници на генералштабовите на европските земји, кои се подготвени да го гарантираат идниот мир во Украина и зајакнувањето на одбраната на ниво на Европа. На овој состанок предвидено е да бидат донесени повеќе одлуки, меѓу кои заедничко финансирање на набавка на авиони, тенкови на европско тло за зајакнување на одбраната, откако Макрон во телевизиско интервју кажа дека иднината на Европа не мора да се решава во Вашингтон и Москва и дека сака да верува дека САД ќе останат на страната на Европа, но мора да бидат подготвени ако тоа не биде случај. Ниту до Македонското Министерство за одбрана нема пристигнато покана, но ако добијат, велат ке присуствуваат на состанокот, затоа што се работи за безбедноста на сите граѓани во Европа. По најавите на Макрон дека ќе се сретне со воени представници на оние земји кои се подготвени да испратат мировни сили кои ќе бидат распоредени откако ќе престанат борбите, од Министерството за одбрана вела дека Македонија нема да испраќа македонски војници на украинско тло. Од сегашна гледна точка сметаме дека македонски војници на украинска територија не треба да има. Она што е најважно и од особена важност за украинските граѓани, најнапред да се воспостави мирна состојба, односно да се дојде до взаемно решение кое би гарантирало долгорочен мир, а во меѓувреме да се разговара за модалитетите за натамошна помош, велат од Македонското Министерство за одбрана. Ако европските лидери испратат војници во Украина, тоа ќе значи војна. Оваа порака ја испрати министерот за надворешни работи на Русија по изјавите на Макрон. Било каква присутност на европските мировни сили во Украина ќе се смета и официјално вклучување на НАТО во војната, изјави Лавров. Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое вовлечение, официальное вовлечение, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно. По Русија, САД и Кина, Франција е на 4-то место најголема нуклеарна сила во светот, според Федерацијата на американски научници. Тамара Дичевска, Сител телевизија.